прашање. Која е целта? Добро прашање, само јас ќе започнувам малку на друг начин. Добро. Република Албанија има устав. Во уставот на Република Албанија се вика дека таа е обврзана да ги чува интересите, да ги заштити интересите на албанците што живеат надвор од Република Македонија. Од Република Албанија. Тие со пасо што се албанци државјани? Не. За албанците кои живеат надвор од границите на Албанија. Албанците живеат во Косово, кој беше под окупација на Србија, Милошевиќ, живеат во Македонија, каде не сме биле окупирани, сме се обиделе да создадеме мултиетничко општество, мултиетничка држава и така натаму, затоа преска му реков, благодарејќи на добрите односи помеѓу албанците и македонците, ние создадовме држава Република. А не поради војводите и партизаните што се бореле? Па 91-ва, кај можеш од Милошевиќ ти да се одвоиш, ако албанците не стоја на страна на македонците? Не, на која страна 41-ва беше мнозинството албанци од Западна Македонија? На која? Мнозинството? Да. Како што било ВМРО, биле и балистите. Како што треба да ги поздравуваш ВМРО, треба да ги поздравуваш и балистите. Балистите и ВМРО имале многу добри односи во тогашно време. Еве овој што го има споменикот Асан Приштина. Тој ги водел разговорите и преговорите со представниците на ВМРО. Ја мислам дека бајки раскажувате. Па како бајки раскажувам? ВМРО и албанците балисти имале многу добри односи. Меѓутоа партизаните дошле, таква била политиката, овој дел на Европа и припаднал на Русија, на Сталин и морало Сталин да ги... Значи фашизам немало. Фашизам како немало? Имало германците. Западна Македонија која ја спроведувале албанците мнозинство немало. ВМРО што биле во тоа време? Во партизанско движење. ВМРО што биле во тоа време? Во партизани луѓе од ВМРО. Во партизани биле во ВМРО. Немајте така те молам, немај. И секогаш биле на таа страна. Партизани се знаеле кои биле, бе, Вашиот Ким Мехмети. Кои биле партизани? Партизани биле тие што биле против режимот на бившата кралска Југославија, против ВМРО, против балистите, против сите. Мене и двајца делоци за партизани сосема различни ми кажуваат. Па види сега, што ќе кажат партизаните? Што ќе кажат друго? Се бореле за Македонија. За кого се бореле? Против окупаторот. Абе да не беа големите сили, какви партизани. Ама тоа може да го кажете и за Албанија, може исто да кажете не беа големи. И за Словенија исто сталинистичка земја. Тоа е нормално. Ама и Албанија била сталинистичка земја. Исто како што била Македонија сталинистичка, па после Тито се опаметил и го избркал, и Албанија и цела Југославија биле сталинистички. Малце го релативизирате фашизмот кај делови. Не, фашизмот е фашизам и јас го осудувам фашизмот. Ја да ве подсетам, може? Тако печаток имам, ви Само ти кога ќе ги поздравуваш лидерите на ВМРО, треба да ги поздравиш и лидерите на балистите. По таа логика, вас државата ви ја направиле Срби. Зашто го викаш Джемаса терорист? Вас државата ја направиле Срби, кралот Зого е плаќан од Србија. Кој кралот Зого? И затоа што го избркале. Со српски пари. Е подржуват и со француски. Па затоа умрел Никола Пашич, дека го излажал. Сега Србија има Албанија, сега ваква дискусија владичи хан организирате сега тука ќе разговараме. Србите од кога е отишел Османската империја од овие простори, србите направиле геноцид и насилство кон албанците. Страшно. Од 1912 година балканските војни и од кралска Југославија и од комунистичка Југославија. Све срби живеат на Косово. Албанците биле терористи. Еве ги протерани се србите, гледам на Косово, албанци. Како се протераа? Кој ги протерува? Ајде молам да се вратиме во нашата земја. Протерува, сами си бега за подобар живот. Прашањето двајцата. И остават куќи, имоти, све така. Како сите се во Митровица, во Лепосавиш, во Господин Веселина молам, борет. Имате енклави во сред Косово, кои ги брка тие срби? Имаш во Ама стварно имаме ние наши проблеми да ги оставиме и Косово и Србија на молам. Имаш Трпце, кои се енклави. Не ме интересираат во дискусија ни косовари ни срби. Фер, така? Така. Благодарам. Не сакам едно да ви кажам. Знамето на Албанија, тоа морам да го кажам. Ајде, само 3 секунди ме молам. 3 секунди. Не е знаме на Албанија. Тоа е на албанскиот етникум. Не е на држава. Гозил. Зашто Косово го има друго знаме? Отворете Обединети нации. Македонија има друго знаме. Ама етничкото знаме тоа е национално знаме, не е на Албанија. Албанија Гозел. Па Гозел тоа, ама национално знаме. Добро, се повторуваме. Значи вака сега.
Протестите доаѓаат во еден политички момент кога делови од албанската опозиција излегува во државата со наратив, вклучително и министерот за поранешниот министер за надворешни работи Бујар Османи, кај што кажува дека Македонија моментално е во состојба како пред 2001 година, каде што се атакува преспанскиот Охридскиот рамковен договор, се извинувам, да, а при тоа гаранторите на тој договор, значи Европската унија и САД не реагираат, а претпоставам дека би реагирале да има такво нешто. До каде може да одат интегративците во буткање на овие теми, се покажува дека се успешни за сега, во обите да сменат нешто во политичката реалност. Колку е опасно се тоа што се прави и која е границата? За тоа може да ода до вербално ниво. Добро. Нити Дуи може да покрене војна, нити има луѓе, нити има политика, нити има пари за такво нешто. Така да... Па реколте дека се многу богати и сега. За војна малце поише треба. А второ, никој не ги вади од джеп парите, што веќе ги стекнал, ги ставил Швицарска, за да води војна и да плаќа некој трет. Значи, војни нити се создаваат, нити се водат од мали држави како Македонија, Албанија и такви. Некој под 5 милиона, што се да каже. Во 2001 имало таков интерес да се создаде држава со интервенција на НАТО и создадена. Точка. 2001 е рецидив на 99-та и завршено. Бујар Османи во недостаток на подобра идеја, човек кој загубил во Чаир. Он и во Чаир не може да победи со својата политика, а камоли на Балканот да создава нова војна. Нема опасност со тоа. Војните доаѓаат од големи кабинети, многу време планирани, многу стратешки спремани, финансиски и кадровски, за да се случат. Не треба тоа да се плашиме. Треба да се плашиме Бујар Османи да предизвика инциденти на локално микрониво. Да се тепаат млади луѓе по парк, по етничка линија, на стадион и тако дале, што е опасно за државата. Не знаеш ни една тепачка како ќе заврши. Не, жално со што се занимава сметат, со што се занимаваме ние, значи фрустрирачки. Затоа мене ми смета што се гетоизира, што некоја политика како на Дуи сака својот етникум да го гетоизира. Значи да биде тука и да не се мешаат со македонци само кога има некој бизнес кеш да се врти. Не. Треба да се живее заедно, затоа што и работните места го диктираат тоа, образованието, здравството и тако дале. Не можеш да ги делиш, идеш на лекар, онамо кај што ти е подобро. Учиш онамо кај што ти е подобро. Тоа не поминува. Бујар Османи лупета глупости, сака да биде голем играч, да дава големи изјави, бомбастични кои ги има по наслови, по портали, а позади тоа нема ништо. Гола вода е Дуи. Гола вода. Не е како СДСМ, фирма устечај, но е неполитички субјект. Во која смисла нема политика. Како нема политика, зашто зборуваме веќе половина час тука? Тензии може да направи навивачка група. Ке излезе, ке се степа на терен, ке направи серија од 4-5 такви година во оваа сезона и веќе имат етнички тензии, има полиција проблем, има суд, јавност, медиуми и тако дале. Они создаваат само етнички тензии. Политика е тоа што има и економија, тоа што има и здравство, тоа што има се во кој секојдневниот обичен граѓанин гледа свој секојдневни потреби. Секојдневниот граѓанин не може да живее од етнички тензии, ни на македонската, ни на албанската страна. Може да живее од конкретни проекти. ПДП во кој бевте вие, ПДП во кој беа они, да, ПДП 92 тргна на тој начин. Но потоа ние немавме у ПДП изјави од овој тип кој сега ги дава Ким Мехмети и овој, како се га бившиот министер Бујар Османи. Се тераше политика, си бара своја ствар другата страна. Сакала, некела, преговара, договарат и се тераше. И се тераше. И ПДП не предизвика војна во 2001. Тоа беше политичка партија. Тоа што пропаднало заради тоа што веројатно нивната политика не се снашла добро во кај нивните гласачи. Јас не се слагам. Последно, не треба Македонија да се плаши од војна, ни од Бујар Османи, ни од Али Ахмети, ни од никој од нив. Македонија треба да се пази од тие микро тензии по кафани, по хотели, по фудбалски утакмици и така дали, кои создаваат лоша атмосфера, кои не може да се трансформираат во војна, но може да настрадаат деца. И сега што е тука лошо? Лошо е што ние не знаеме некој од аеродром што отишол во Чаир да убоде дете кој игра баскет. Не знаеме двати случаи обратни. Тоа треба да се пазиме и тоа да го нема заради добро на двете деца. Добро. Немојте така. Ево во Тетово имаше пред 2 месеца македонци ги нападна албанците. Тоа зависи од политиката. Јас те сваќам и те прифаќам дека ти сакаш да се занимаваш со поединци. Ако е така, јас денеска читам овој, како се вика тој што беше со ВМРО,
Вика, ако сакаш албански, оди во Албанија. Кој си ти да ме тераш мене во Албанија? Јас сум роден тука. Не му го знам името, нити сакам да му го знам. Тој Богоевски, како се вика? Па не е тој од ВМРО. Па коалиција се ВМРО. Не сум Па немојте така, види, такви луѓе кои критикуваш од албанска страна, критикувајќи и тоа, а јас го правам од двете страни. Принципиелно сакате вие. Принципиелно сакам да зборувам за феномен. Не сакам да зборувам за поетици, за Бујар Османи, за Ким Мемети. Ама не зборувам, а ти одиш, види, ти одиш во тоа поединци да атакуваш што не се тука. Кои се поединците? Па еве зборуваш Бујар Османи, Ким Мемети, утре Билал Касами, задутре. Не сакам. Абе не сакам да се занимавам, ако има такви. Не е прашањето, види, прашање постави како на политичка партија, не е било кој. Тој Богоевски што го зборите нема никаква што се однесува за политичка функција. Што се однесува за протестите, за правото на албанците да дадат испити на свој мајчин јазик, тоа е демократско право кој го поддржува секоја политичка партија албанска, било таа во позиција, било таа во опозиција. А за криминалот стојат институции, нека ги гонат, никој не ги гони. Зборуваме, било тоа македонци, било албанци. За тука зборуваме принципиелно и треба двете страни. Ние треба, јас еден збор, само тоа, како да се зближуваме. Како да се зближуваме? Мораме да, а ние почнавме да се зближуваме, а сега се оддалечуваме поради изјавите на некој Зашто ВМРО е на власт? Не на власт ВМРО, зашто ВМРО била на власт Груевски дуи 10 години, зашто викаш дека... По кој индикатор гледате дека се раздвојува? Господин Веселем, ова е малце чудно. По кој индикатор гледате дека сега се разединуваме? Нема Ја мислам дека никогаш нема повеќе мешани друштва во Скопје меѓу македонци и албанци. Види, почнувајќи од употребата на јазикот во Уставен суд. Ќе го правиме, ќе направиме. Не ги занима луѓето тоа. Само се извинувам малку. Тоа е зошто дои 11 години не го покрена ова прашање? Зошто дои ќутеше 11 години? Зошто ќутел? Зошто ќутел 7 години? Закон има за употреба на јазици, немојте така. За правосудниот испит. Зошто дои 7 години не го реши? Во Министерството знаете зошто не го реши? Затоа што кешот беше положен и ќутеа. Како те? Тоа е дуи. Кешот им беше положен. Остај го бе кешот, остај го кешот. Дуи го зема кешот и ќутеше. Има органи за тоа. Ја не знам што дека во крајната се извинувам, во крајна, бидејќи во крајна дуи не го реши. Алата се темо. Решено е со јазикот. Ја не види, јас не сум кај се полагала на албански во времето кога дуи беше власт. Правосуден испит. Без разлика. Денеска младите сакаат да полагат. Аха. Имат, ама не бе, имат основ. Да немат основ, никој не го бара. Знаете што ми е чудно мене? Добро. Истиот основ го има СРС. Ај малце го да се чуеме само. Знаете што ми е чудно мене малце? Например, сега професорката Мирјана Најчевска секој може да има различно за мислење за неја, незините ставови, не ги коментираме, меѓутоа он имаше нешто што многу луѓе го поддржа. Вели дека како е можно на политичарите албанци да не ми смета што студентите се на школците албанци кои што учат и студираат на албански јазик имаат послаби резултати во образованието од другите што учат на македонски јазик и како тоа не им е проблем да речат чекате ние треба да правиме пописмена генерација. Дајте да направиме некоја реформа тука, отколку цела партиска инфраструктура се покренува за вако прашање што ќе се реши вака или така. Што предава, ама не може да зборува за интелектуалците можат јавно да зборуваат за она можебе не темите што е тоа. И да рече она дека да не може тај или латата не е ли било кој. Послаби, знаеш албанците од кога имате универзитет во Македонија? Од 94 година. А македонците имат од 46-та година. Не и претходно. Кај е таа дискриминација? И прето не. Господин Весели да сте и да е така. Новина била бе, што викате вака? Која била држава претходно? Со Југославија. Што викаш македонците и претhodно имале универзитет? Немале. Од 45-та година имат универзитет и добро што имат. Никој не вика дека не. И универзитети се. Каде имале? И пред Втора светска војна во Скопје имало. Каде во Скопје? Како се викало тогаш? Скопје. Скопје, да, ама под чија не Шкуп, Скопје. Шкуп се викало и Шкуп се викало. Скопје се викало. Па Скопје било со мнозинство бе албанци. Да? Да. Па еве го Ким Не муабет. Ама така било. Ама денеска реалноста е друга. Јас знам боли вицови ако сакате да се забавите. Битола, Скопје, што ти биде? Може ли ја да ама отишле тие Ранковиќ и направиле тие договори со Турска, отишле. Добро што отишле. Никој не може да забрани мигрирање. Вака ли ги палите децава по чеджилници? Ја боли вицови
вицови да ви Не кажам. пали во овој ке никако. Како сакате вицови да кажеме, не е проблем. Како вицови да кажуваш? Ти не почитуваш албанец иако со закон рамковниот договор, види, Македонија е смената после 2001 година. А како е смената? Па има рамковен договор. Не, како дошло до Па пред 2001 знаеш ти една паралелка не можеме да отвориме. И што се дешава 2001? Што се случило 2001 за да се смени? После рамковниот договор. Имам рамковен договор имаме. Зошто имаме рамковен? Како дошло до рамковен? Рамковен дека ние сакавме да ги решиме проблемите чекор по чекор. Го знаеш, Абдураман Алити беше председател на ПДП и го молеше Глигоров и Црвенковски, кој Црвенковски не можем да му кажам дека има многу вина. Он не сакаше чекор. Кој го молел? Абдураман Алити, председател на ПДП, коалиционен партнер. Се направи УЧК што ви го фатија заменик министерот за армија како шверцува оружје во Македонија. Кој тоа е паравојска? Тоа е по паравојската, знаеш како е случајно? Еве сега ми отвори тема. Па Глигоров сакаше да се формира паравојска да се браниме од Милошевиќ. И затоа отиде у затвор тој. Па после он со неговото не седеше на беса, ние викаме беса. А тогаш албанците се вооружија да ги бранат и македонците. Супер. Е така. Супер, се вооружите да ги браните и 2001 ги Со одбраните. дозвола на Глигоров и после што да правиме, не останавте на беса, Глигоров го затвори секретарот на ПДП. Сакате да кажете дека председател Глигоров не повикал да се направи територијална одбрана, полиција, војска да браниме државата, туку рекол да се направат дека автобусите во Скопје држеа слика на Милошевиќ. Немојте така, он беше возон, не можеше да створи собствена држава. Како чудилница? Јас ти кажувам дека тука сум бил. И паравојска е формирана. Јас сум бил во ПДП. Учедилница. Не, како мислам интересно што го турите, са каков доказ има за тоа. Ова тема знаеш колку има? Да зборуваме како е формирано паравојска за да ја браниме татковината, ова Македонија. Тоа е основот на УЧК. И ние ако сакавме тогаш да не бидеме во Македонија, да одиме со Албанија, со Косово, Македонија ја немаше. Ама ние стоевме на збор и рековме, ние ќе ја зачуваме Македонија. Македонци и албанци заедно. И паравојската е таа Добро, јавноста нека судија нема ништо да коментираме, слушаат луѓе, нека да видат што се уште се зборува во нашата држава. Ова да ти кажам дека немаше Милошевиќ така лесно да испадне. И 2001 ја одбранивте, дефинитивно. 2001 го донесевте политика, погрешните политики на власта го донесува 2001. Да се слушаше ПДП. Ти си бил новинар и си ги пратил сите. И си бил од едни од не викам дека си бил секаков новинар, нека си бил и новинар кој си бил информиран. Ние кој викавме дека треба да се решат проблемите на албанците во Македонија, некој ги затвораше ушите и дојде 2000. Од ова све што кажавте, ама ни еден збор не е точен. Како не е точен? Ни еден. Јас му со факти бе мога. Која емисија сакаш, јас со факти, со документите ти ги образложам дека паравојската е формирано со благослов на председателот на тогашна Македонија. И тој после излезе од беса и ги затвори секретарот на партијата кој беше вториот човек на албанците во Македонија. Заменик министерот за одбрана. Па тоа види, заменик министерот на одбрана бил член на таа група. Целата ПДП била. И осудена казна затвор, па помилуван. 5 души се осудени, меѓутоа секретарот Митат Емини е осуден. Втор човек кај албанците дека движење беше ПДП. 2 минути да резимираме. Ајде, можеме да завршуваме. 2 минути да резимираме. Овде слушавме на чаджилница варијант. Ма како чаджилница варијанта ти може да те не може да се зовласиш. Само ве молам еден по еден да слушаш или да не ме слушаш. Ова е кажано. Чисто и да знаат луѓе, па им млади. Не останува запис ова за секогаш на разговорот. Така е кажано. Дека Македонија 90-91 се самостојува, единствена република која се осамостоила без војни действија. Единствено 6 република. Единствено. Да бевме ние против, ќе беше тоа? Стоп. Па гледам на Косово колку бевте против, чутевте. Како на Косово, Македонија ние чутевте на Косово, ништо не мрднавте 91. Како не мрднавме? Значи, дека Македонија во тој момент создава свој полициски единици, односно ги трансформира. Со благослов на Глигоров. Создава свој одбранбени единици. 92 Митхат Емини и група со косовари
создава какви паравојска, косовари, немало косовари, немој да изгледа, ама не можам да прифатам. Какви косовари, ама не можам уопшто да прифатам ја. Овие се кафански причи кои ќе пиеш алкохол едно 2 литри и ќе зборуваш во емисија. Немојте така. Какви косовари би имало 1992 Милошевиќ они беа под окупација. Ќе ви дадам една минута само да слушаме да видиме што е косоварите беа под окупација на Милошевиќ 92 он вика косовари. Само мен. Немојте така, не ги пушташе од граница да излезат. Се случува полициска акција, 5 луѓе се апсат и судски процес во Македонија. Меѓу тие гледачите ништо не разбираат кој како не разбира, не можам, види, не можам не да прифатам. 3 години затвор, на крајот помилуван од Глигоров за да нема пензии. Кој помилуван? Има во книгата документи. Митате Мини помилуван 5 години затвор ги направи поради Глигоров. Немојте така, ја браневме Македонија. Ќе подарам книгата. Таа истата група. Тоа е формирање на учек, кој потоа го гледаме на Косово, кој потоа гледаме во Македонија во 2001. Што значи, имало обиди за дестабилизација на Македонија и 92. За зачувување на Македонија. Ако они за зачувување на Македонија од Милошевиќ. Ако они се паравојна единица мислат да се спротивстават на една армија од 40.000 луѓе, веројатно би се спротивставени на Косово. Па ние ја спасивме Македонија бе од Милошевиќ. Дека има треба да бидеш многу јасен, не може да прифатам. Добро, ајде вие 30 секунди завршуваме. Ние 91 година, ако албанците беа против независноста на Македонија немавте капацитет и меѓународна подршка. Како немавме капацитет? Па ние бевме внатрешно, па ние соработувавме. Со кој оружје ќе се спротивставите? Со кој оружје? Па што не станавте на Косово? Што да станеме во Косово? 91, 2, 3, 4. Што да станеме во Косово? Зашто таму не се дигна? Тој беше ги убиваше децата бе Милошевиќ. Ти викаш од Косово дошле. Од деца убивалме, немојте така. Што го спречувало Македонија да влезе? Македонија ние се вооруживме со благослов на Глигоров за да ја браниме Македонија од војската на Југославија што беше имате некој што ќе го потврди или некој документ? Да, како не. Еве ја ќе ви дам книга со обратни документи. Ти дај ми книга, јас си ти дадам со обратни, јас зборувам правото. Вистината, а другото се ти е лага. Де очекувам. Добро, ви благодарам. Мислам, дебатот кој да беше во 2004 година да се случуваше, мислам тоа беше наративно, меѓутоа мислам дека е добро. Ја мислам че зборуваме за како да ги подобриме односите. И за економија. Не, ја мислам дека ја мислам дека треба да зборуваме како политичарите да престанат да ги влошуваат меѓу националните односи. Тоа политичарите ги влошуваат. Да, али за тоа зборуваме. Ја мислам на ова ќе зборуваме. Вашата генерација политичари каде што ќе се не се појавувајте, се ќе биде многу подобро едноставно. Кај сме сгрешиле треба да се поправиме. Апсолутно. Тоа е и само така може судбина ние да живееме заеднички. И да не ги гетоизираме. Судбина ние ја и Латас да живееме заеднички. Не, тоа може да биде благослов, не мора судбина да биде само малце поинаку да почне да размислувате. Вашата со македонците живеела нормално. Да. Сега се гетоизира. Има обиди со овакви начини да се гетоизира. Јас сум против тоа. И сакам пап учаир да се оди на бурек. Па се оди, ја мислам и обратно, без насилство, без ништо. Да нема гетоизација. Нема гетоизација. Латас, јас сум живеам во општина Гази Баба, сум учел во Зепиш мртво силно и нема никаков проблем, освен кој ќе политичарите кои ќе дојдат. За да те разберат и у Виница, и у Свети Николе, и у Штип и така дале. Да, ви благодарам за дебатата. Се надевам дека мислам беше жестока полемика, меѓутоа не ја преминавме границата на културност и благодарам за тоа. Да, апсолутно. Така, благодарам за тоа. Почитувани, ви благодарам и вам. Може да немаме исто мислење, ама ќе седнеме и останете со програмата на Канал 5.